Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Во гасарната Илинден во Скопје денеска ќе се одбележи 5-годишнината од пристапувањето на Македонија во НАТО алијансата. По тој повод своје обраќање ќе имаат претседателката и врховен командант на армијата Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на генералштабот на армијата генерал мајор Сашко Лавчиски, како и командантот на Здружената команда на сојузничките сили во Неапол адмирал Стюарт Манч. На настанот е најавен присуство на претседателот на владата Христијан Мицковски, министри од владата, представници на војно-дипломатскиот кор во земја. По обраќањето ќе следуваат и показни вежби на припадниците на армијата. Бројката на повредените од трагедијата во Кочани се намалува, односно делот од нив веќе се на домашно лекување. Уште 9 од повредените се пратени на домашно лекување. 8 од оние кои се лекува во странство се вратија од државата, меѓутоа бројката на критични останува 4. 4 пациенти од трагедијата во Кочани кои се на лекување во странски медицински центри се уште се во критична состојба. Но како што велат здравствените власти, малку подобри од вчера. 8 мина па кои 10 дена беа во болници во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција. Денеска ги враќаат во земјата. На домашно лекување заминуваат и 9 повредени кои беа хоспитализирани во македонските здравствени установи, по претходно направени токсиколошки и психолошки анализи. Веќе се повеќе добиваме податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во оделенија, за пациенти кои што следите деновите се оперираат генерално од пластични хирурзи. Повеќе од 50 пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да доаѓаат за превраски во Скопје. Тимови од лекари ќе одат во Кочани. Вчера веќе направиле увид во Кочанската болница и утврдиле дека услови има, но нема доволно кадар и материјали. Затоа, освен повеќе тимови, ќе носат и се што треба за превраска. Пластичните хирурзи со апели за препаратите за изгореници кои се нудат по социјалните мрежи. Вчера некој ми подспомна дека има некои мелеми кои што се продаваат на социјалните мрежи. Значи, не знаеме од какво потекло се и дали се тие стерилни или не се стерилни. Да апелирам затоа и со Министерството за здравство се овие групи и на доктори тимови кои што ќе ги праќаме, кои што ќе одат во Кочани за да можат тие пациенти сите да се третираат во стерилни услови со материјали кои што се стерилни, за да може тие инфекции да ги намалиме и да ги сведеме на минимум. По денешните исписи на медицински третман во македонските болници остануваат 15 пациенти и 100 во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија. Апелациониот суд во Штип денеска ќе одлучува по жалбите на обвинителството за мерката куќен притвор што ја добија двајцата поранешни градоначалници во Кочани. Инаку во моментов 21 од осомничените се во притвор за трагедијата во Кочани. Николчо Илиевски и Радко Димитровски од вчера се во домашен притвор откако судот во Кочани ги прифати нивните жалби за укинување на ефективниот притвор. Според одлуката, судот им ги одзели патните исправи, а добиле и забрана за нивно издавање. Но со таквата одлука не се согласило јавното обвинителство, па поднело жалба со која бара да се вратат во притвор. Дали ќе биде прифатена, ќе одлучува Штипскиот апелационен суд. Обвинителството не се противело за укинување на притворот единствено за поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска-Димовска, па таа од вчера е во домашен притвор. За трагедијата во Кочани под истрага се вкупно 27 лица за кои обвинителството има основано сомневање за сторено кривично дело тешки дела против општата сигурност. Откако за сите беше одреден притвор, жалба за укинување и замена со поблаги мерки за обезбедување поднеле 22 лица. Судот таквите барања ги отфрлил за 19 лица, па сите остануваат во истражните затвори во Скопје и Куманово. Со истрагата се опфатени и 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои според обвинителството одобриле лиценца за кабаре, иако објектот не ги исполнувал условите. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Опозицијските СДСМ и ДУИ бараат истрагата за ужасната трагедија во Кочани да се префрли на собраниски терен, бидејќи не се задоволни како тоа го правеле истражните органи. Од власта пак велат истрагата не е селективна, а државниот обвинител е избран токму од претходната власт на СДСМ и ДУИ. Пред законот мора сите да бидат еднакви и од особен интерес на сите граѓани е истрагите кои што се спроведуваат во врска со оваа најстрашна трагедија да покажат веродостојни, автентични резултати за тоа што навистина се случувало и да се лоцираат одговорните. Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува. Оваа комисија треба да се формира веднаш и да вклучи представници на ОПСЕ, како и представници на амбасадите на САД, ЕУ и земји членки на Европската Унија во својство на наблюдувачи со цел да се обезбеди фер, независен и транспарентен истражен процес. Неодговорноста или политизацијата на правдата за тесно партиски цели не ги загрозува само основните права на граѓаните, туку и демократската стабилност и европската перспектива на земјата. Ги почекаме иницијативите да дојдат во собрание и ќе дадеме соодветно мислење и толкување. Од аспект на селективноста не може да се сложиме затоа што на очиглед на целата јавност е дека за прв пат при еден ваков голем трагичен настан во Република Македонија се апсат високи функционери од сите политички гарнитури и тоа не може да се скрие. Меѓутоа, она што не зачудува е фактот што токму СДС и ДУИ се оние кои што го избра ова јавно обвинителство, овие јавни обвинители имаат доверба кога ги бира, за сега одеднаш да немаат доверба во оно јавно обвинителство кое што тие го избрале и тие го создале. Училишта и градинки нема да се затвораат. Неправилности има утврдено, а се работи за нивно регулирање и надминување на проблемите. Надлежните уверуваат дека нема ризик за децата. Покрај во училиштата, студентите бараат да се провери безбедноста и во студентските домови и на факултетите. Се наоѓа противпожарна опрема во сите училишта, меѓутоа кај некои училишта, во главно во внатрешноста на земјата, се случува тие апарати треба еднаш годишно да се проверат, да не биле проверени во текот на годината, пак ќе се допроверат, треба да се проверат и цревата, дали се на соодветното место и дали се исправни. Од студентскиот дом Пелагонија и студентскиот дом Гоце Делчев добивме одговор веќе дека се прават такви дека се направени такви проверки, дека се е во ред во однос на безбедноста и во рамки на зградата на ректоратот од единиците на универзитетот. Се уште немаме добиен одговор, вчера го испративме барањето и чекаме одговор од студентскиот дом Сеник. Граѓаните со различни мислења за хидрантите и хидранската мрежа во зградите во кои живеат. Од друга страна пак председателот на ЗЕЛС вели дека немало доволно инспектори за да се оди од зграда во зграда. Проверивте ли? Па не знам дали проверија овластените лица, но јас што проверив недостасуваат овие цревата. Така, немате црева? Немаме. Во зградата, таму кај што живеев, имаше црева, овие хидранти, сега нема. Ретко во која зграда може да се најде и такво нешто. Знаете ли во вашата зграда каква е состојбата? Имате ли хидранска мрежа? Ја мислам да има. Има? Да. А функционална ли е? Имате ли црева? Да, да? Ја мислам има. На тие запинци треба сите релевантни, оние кои што учествувале во процесот на теренските, нагласувам, проверки, да се подпишат и тоа да биде проследено до ЗЕЛС и тоа ќе може да ви го пратиме во увид и на вас на сите медиуми. Она што би значило исполнување на минималните услови за да може секоја општина да постапува е некаде бројка од 40 инспектори кои што треба во наредниот период да ги примат општините. Го бајпасираме тој момент, разговаравме за тоа како колеги, колегијално дека мора да се направат контроли секаде и тука сите ќе си помогнем. А во наредниот период ќе се потрудиме да и во секоја општина биде вработен соодветен инспектор. Вестите во 8 заврши.